Па тоа сакав да го кажам. Значи, ако веќе осетите дека некој сака некого да го прави црновца, побарајте го тој некој, за да видите дека не е толку црно. Това ли би препоръчал на активистите от ВМРО, ДПМНЕ в град Демир Капия? Да побарат нас, българите, и да ни видят какви сме? Види се, може од дома да не ги пуштат да се дружат со фашисти. Ама Христос е отишъл при грешниците. Еден дедо, тоа е стара изрека, не е негов авторски вако, вика, кога ќе ти влезе, вика, комунист, вика, во дворот, вика, колко коза да ти влегува, вика, ќе ти направи бела. Дали ќе ти нагризе некоја дрво, дали ќе ти изеде нешто друго по дворот, ќе ти направи бела. Сега, јас така сум воспитуван. А тие пак може пак биле воспитувани од дома и да не се дружат со фашисти. И така да не мора да ги тераме со сила да се дружат со нас. Знам. Хајде, покажи сликата. Знам дека сакаш да покажеш сликата. За тие од Удо? Ето е сликата. Тази слика е от днеска. Много патриотска. И да дадем контекст на нашите гледачи. Това са храбри патриоти, дейци на партията Вътрешна македонска революционарна организация, Демократична партия на македонското национално единство, ВМРО, ДПМНЕ. Деятели на тази организация днеска ходиха на едно събитие, сега ще го покажем и самото събитие. Овие се од Демир Хисар, мислам дека беше. Демир Капия. Ето така може да го видите, драги гледачи. Това е сликата в техния профил. Били са на костурницата, на костницата в Удово, която е спомен обележие на загинатите борци в борбата против фашистичките окупатори. Да не стане грешка, това са българите. Сега, това е, както виждате, профилът на Общински комитет на ВМРО ДПМНЕ Демир Капия. Нещо, което се случи в резултат от тази фотография, днеска качена, в 2 часа и 55 минути българско време, след обед. Нещо, което се случи, е, че тази фотография беше тръгната. Хоп! Вече няма. Те малко се засрамиха, май усетиха, че има проблем. Но, както се вика, след дъжд качулка. Аз просто не съм си презареждал моя браузър и затова ми стои сликата. Къде е така. Ако така направя, пак ще няма да е това. Слава им, да. И така, това е от днеска, от ето този профил на тези патриоти. Ето ги. Можете да отидете и с любов, както каза Игор, с любов, да им кажете какво мислите за това отнесуване. Види, секогаш со любов. Всякога трябва да е с любов, съгласен съм с тебе, ти го каза много вярно и напълно съм съгласен с тебе. И аз така ще подхождам. И друг път така съм се опитвал, ама добре, че го каза и ти. Кой разбере, кой прими. Да. И така, за да не изчезне тази слика, някои приятели наши я направиха на скриншотове, аз просто я свалиха и така, да се гледа в голям план. Сега, какво правят обаче на костурницата, на костницата, какво правят тези сръбски знамена? Каква е логиката? Някой може ли да обясни? Аз не съм много наясно. Ако някой е запознат, Игоре, ти дали или Тане, защо трябва на Удово? Имаше предходно, мислам, славија србите. Имаше на нивната Срб тел, мислам дека таа тука во Македонија ме формирана телевизија. Имаше пренос, дори имаше говор кај што србите зборат дека ослободиле српска територија. Македонија за нив уште е Србија. За македонците кажуваат дека се српски род и затоа никој не реагира. Тука во Македонија. И мислам дека овие се
можеби у исти момент со србите. Затоа се со српски знамиња. Оф, мале. Ама Пиши нали се македонски Јас- патриот? Треба да го најдам видеото, да го пуштам од тоа Срб тел, да го видите и да го чуете и говорот. Мислам, тоа не е ништо ново. Да. Тука е нормално србите така, нели, да си чествуваат и такви говори да држат. И гледаш дури луѓе од ДПМ не додат со нив да чествуваат. Да, до мене това ми е чудно. Като македонски патриот, добре, разбираме, в тази приказка българите сме црните овци. Ние сме фашистите, клети фашисти, аз кутри от Гоше фашиста. Но, до 1941 година Македония беше ли свободна? Тоест, какво точно се слави преди 1941 година? Могат ли да отговорят другарите от Демир Капия? Аз на това не мога да намеря обяснение. Свободна ли беше Вардарска Македония преди 1941, та да славиш българските окупатори, фашисти? Ти си доволен, значи, от това, което е било преди той. Ти нямаш проблеми с Охридско-Дебърско въстание, с Тиквишко, с Валандов. Никој не го знае Охридско-Дебърското, ретко. Как? Ретко кој знае за Охридско-Дебърското. Јас дури не се ни сеќавам дека се учел у школа. За српската окупација учевме дека е периодот помеѓу двете светски војни, не се ни спомнува дека е окупација. Значи, беше годишнината од Валадовската акција на ВМРО, предводена од Петар Чаулев. Сега, јас треба да влегувам во детајли, знам само дека меѓу присутните таму на таа акција бил и братот на Гоце Делчев, Христо Делчев. Србите имат право тоа да си го сметат за нивен настан. Не е проблем во србите што дошле да си го одбележат. Проблем е што тие луѓе од ОК, ВМРО, ДПМН, Демир Капија прво мешат поими. 15-та година фашизам нема ни во Италија. Многу се сомневам дека имало во Бугарија фашизам по тоа време. Ама и тие се жртви на таа, како да наречам, пропаганда, ако е бугарин или е татар или е фашист. И бидејќи са во 1915 година татари можеби немало, ама фашисти сигурно имало во Бугарија, најверојатно им му се излетало на некој така што сакал да се покаже како поголем патриот. Како се станува патриот со веење на туѓо знаме, не знам. Тоа најверојатно тие си знаат. И некој им направил најверојатно забелешки и затоа ја тргнали и стикат. Бидејќи веќе е смешно и сами стануваат таргет за правење мајтап. Утре треба да се соберат и да слават, не знам, крај на граѓанска војна во САД и да отидат во Мурманск или во Магадан. Истиот ефект е. Крај на граѓанска војна во САД и ти одиш со знаме, не знам на кого, да прославиш датум, да речем. Тоа е смешно е веќе. Но пак ќе кажем, и тие луѓе се жртва на таа секојдневна пропаганда антибугарска за фашисти, за татари, за окупатори, за не знам веќе што да речем. И стварно е, како да го кажам, бизарно е веќе. Бизарно. И сега ќе им ги напишат коментарите. Имаше бајаги коментари со осуда како што видов. И тоа не од бугараши, како што е најлесно да кажеме, бугарашите да нападнаа. Имаше не само бугараши што
што искоментира на глупоста, мислам. Толку знаат Не, тоа добро, направиле. не сите македонци, нели, секако тие од Демир Капија. Има многу што знам што се антисрби, значи и си знаат за српската окупација, се знаат историјата. Ама види, Игор, не можеме сега и тие луѓе да ги обележиме сега тие па вако. Сега такви какви што се. Да се живи и Тие, здрави. тоа е неукост. Да бе да. А тоа не Тие е се криминал. слушнале се под некаква си пропаганда тоа што слушаат Да. партија или по медиумите, не прочитале 2 страници и се избрзуваат да објават нешто дека положиле цвеќе. И да се пофалат. Тие сакаат да се пофалат, дека биле таму, дека имале активност. У суштина нашите фактички ВМРО дејци се бореле против српскиот окупатор. Еве го тоа од Срптел чесувањето.